Почитувани присутни, я отварям петата редовна седмица на Съвет на община Чешиново, Облешево. Записникът от четвъртата седмица. Отварям разправа по записник от четвъртата седмица. Дали некой ба разбор? Бидейки никой не ба разбор, записникът оставам на гласение. Кой е за? 11 за. Поздържани против него. Бидейки имаме допълнуване на няколко точки и ги прочитам първо точките, допълнителните, по-токи огласваме дневният ред. Како 19-та точка предлагам одлука за одобрување на финансски средства за Банник, Бојовление, Водици и Василица Теранци. Како 20-та точка програма за работ на Совет на Община Чешиново, Облешево. Како 21-та точка барање финансска помощ. 22 одлука за еднократна парична помощ за првородено дете. И 23 точка годишно обракење на градоначалникот. Барање финансска помощ. Одлука за еднократна. Да. Материалите поделивте ли ги за... Поделите ги материалите за тези точки. За днешната седмица го предлагам дневният ред. Подеден. Точка. Извещай за финансово материално работење на ПКД Облешево от 1.7. до 39.25 година. Точка 2. Програма за работа на ПКД Облешево за 26 година. Точка 3. Предлог буџет на Община Чешиново, Облешево за 26 година. Точка 4. Предлог одлука за извршување на буџет на Община Чешиново, Облешево. Пета точка. Предлог за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 26 година. Шеста точка. Предлог буџетски календар за 26 година. Седма. Одлука за благајнички максимум за 26 година. Осма точка. Барање за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни установи, на директорите јавните установи за деца за 26 година. Девета точка. Заклучоци против дезинформациите за мигрантски кампови и политички манипулации. Десета точка. Програма за остварување на социјална заштита в Община Чешиново, Облешево. 11 точка. Предлог програма за изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти за 26 година на подрачјето на Община Чешиново, Облешево. 12 точка. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачје на Община Чешиново, Облешево. 13 точка. Предлог програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици на територијата на Чешиново, Облешево. 14 точка. Предлог одлука за давање под закуп на дел од недвижна ствар, собственост на Община Чешиново, Облешево. 15 точка. Одлука за именување на членови на Комисијата за потикнување и унапредување на еднаквите можности на мажите и жените на територијата на Община Чешиново, Облешево. 16 точка. Барање за еднократна парична помощ за лекување. 17 точка. Барање од Благојчо Гацов од село Теранци. 18 точка. Предлози, прашање и барања, кој требаше да биде последна. Последна само 19-18, ајде. 19. Одлука за одобрување на финансски средства за Банник, Бојовление, Водици и Василица. 20 точка. Програма за работа на Совет на Община Чешиново, Облешево. 21. Барање финансска помощ. 22 точка. Одлука за еднократна парична помощ за првородено дете. И 23 точка. Обраќање на градоначалникот. Дневниот ред го ставам. Отворам претрес по дневниот ред и дали има допълнување. Полиграф. Барам одлука за купување на клима во просторијата каде се одржуваат седниците на Советот по точка на дневен ред. Одлука. Или? Одлука на Советот, барање на купување за клима за просторијата. Да, бе.
Одлука ќе биде, значи одлука, точка, одлука. Си писмено барање, тоа не може така на До. Може. Одлука за набавка на клима за сала на Совет. Одлука. Одлука може. Има барање одлука. Одлука, не бар, одлука. Така ќе гласи точка. Да, точка. Одлука. Ставаме на гласење. Исправ нека офрли дневниот ред. Барањето на Грозде за одлука за ставање клима во салата на Советот го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, против нема. Значи, точката ќе ја ставиме ко 23-та точка, 24-та нека биде обраќање на градоначалникот. Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Прва точка. Извештај за финансирање материјално работење на ЈПКД Облешево од село Облешево. 1.7. до 30.9.25 година. Отварам претрес по точката и го молам представникот да се произнесе. Благодарам. Еве само на кратко неколку збора. Извештајот се однесува на периодот 1 јули 30 септември во 2025 година. Малку е задоцнет на разгледување, меѓутоа со оглед на изборниот период кој беше, тоа е и очекувано. Во него се прикажани по одредени ставки трошоците и приходите кои ги имаме направено во овој период. Заклучно, предпријатието има како трошоци фигурира бројка од 2.393.000 и скоро 900 денари и приходи 4.124.345 денари. Прво што нешто, основна карактеристика на овој извештај е и она што прво влегува во очи е нереалната, енормно високата добивка од неверојатни милиони, мислам дека 730.000 денара, која основно што треба да се појасне тука е што представува не би рекол фиктивна, туку од технички сметководствен карактер. Имено приходите од општината кои ги имаме ние во текот на целата година не се прикажани во претходните извештаи, туку се прокнижени сите во овој период. И тоа е акумулирано и е насоберено и е дојдено до некоја бројка која влијае на овај нереално голем приход. Така да кога ќе се тргне тоа настрана, извештајот некаде со односот на приходи и расходи е тука некаде пропорционален, меѓутоа недостатокот на бидејќи ние имаме надворешно книговодство. Комуникацијата не е секогаш, логистиката, немаме службено возило, се касне со достава на документи и си носи своји недостатоци, кои се причина за да дојде до оваа состојба, меѓутоа некогаш тоа мора да се прокнижи, секако, тоа е направено во овој извештај и бројките се тие што се. Извештај е помина на одборите на предпријатието, на минатата недела имаше седница на ново формираните одбори, надзорен и управен, е усвоен и по редоследот на нештата сега треба да добие согласност од Советот. Ако имате прашања, повелете. Благодарам. Дали некој има прашање? Нема. Бидејќи нема, извештајот го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Втора точка. Програма за работа на ЈПКД Облешево за 26 година. Помолам представникот да се произнесе. И овој документ е редовно се усвојува на секоја на крајот на годината како рамка во која предпријатието ги предвидува работите кои планира да се извршуваат во наредната година. По структура тука се основните дејности кои ги извршуваме. Тука ја би ги раздвоил како приходи кои ги
услуги кои ги нудеме и ги наплаќаме директно од корисниците, тоа се управување со отпад и оваа дејност представува главната компонента во приходите кои ги остварува јавното предпријатие. Покрај тоа, тука има водовод, водни услуги, водовод, канализација, прочистување отпадни води. Тоа е нешто исто што го директно наплаќаме и во ставката за ѓубрарина се содржи и една позиција одржување на гробишта, која е исто услуга која директно наплаќаме од корисниците. Покрај овие три имаме и приходи кои ги финансира директно општината, тие се фактурираат по месечни ситуации и на тој начин се одржуваат дејностите одржување на зеленило, паркови и зеленило, така наречени, и во оваа година тоа ќе биде зимското одржување. На крај на програмата е финансиски одел, каде што се базирајќи се на праксата колку се средства потребни, каде е содржан приказ на тоа колку планираме да оствариме, да прибереме средства, да оствариме приход и колку планираме да направиме трошок. Во кратки црти, тоа е. Има неколку нотирања на проблеми, логистички, од технички природа, на кои ќе секако треба се размислува во наредната година и да се подобруваат состојбите таму. Во кратки црти тоа би кажал, ако имате прашање, секако. Благодарам. Ајде, Грозде, повели. Почитувам председателе, почитувам градоначалник, почитувам колеги советници, почитувам директори. Сакам да ве прашам директорите неколку прашања. Уврска со водоводите. Значи, дали редовно се врши хлорирање на сите постоечки водоводи во општината? Дали хемиско и бактериолошко, исто така, дали се врши испитување на водата на сите водоводи во општината и кој го врши тоа? Дали општината кај сите водоводи или општината? Вака ние управуваме вкупно со 2 водоводи од Добро, знам дека општината. управувате со 2, ама дали имате законска ние- врска со сите водоводи вие? Не, значи ние имаме обврска према тие што Значи, ги тие што управуваме. презимате. Да, анализата ја врши Центар за јавно здравје Кочани и анализата е дали е водата безбедна, здравствено безбедна за употреба. Шом имаме од нив анализа со која се, мислам дека таа првенствено биолошка, но и тоа исто и хемиска. Имало е анализи кои покажуваат некоја кога има хемиска неисправност, значи се нотира тоа во извештајот во анализата, така да тоа редовно се испитува во тие 2 водовода. Што се останува што не се до останатите, таму управуваат други структури, така да ние немаме никаква доdirна точка со тоа. А што ќе се случи, на пример, од другите населени места, водата не е исправна, дое некоја инфекција, на пример, нешто, или вирус, нешто, кој ќе сноси одговорност? Па мислам дека тоа е повеќе прашање за општината. Па знамо и на општината, значи. Грозде, поставувај конкретни прашања, не конкретно прашањето, го поставих како прашање за одговорање. Да, окей. Ајде, па нели, и за тоа е едно па много прашам. Значи, доколку дојде, на пример, вирус од водата не е исправна, во други населени места, општината е виновна. Значи, општината ќе сноси Тоа било одговорност. така, да. Формално правно ние не можеме да сносиме Тука- одговорност за нешто што не е префрлено како надлежност на управување. Да, добро, не сте имате закон, но не сте и преземале. Па не би речел сега не сме ги преземале, не се под наше управување, процедурата на постапката на преземање е некој сложен процес во кој сите А не е страни толку треба да многу. имат Треба да направите волја за да го програма со собир на граѓани, ќе држите предавања во тие селени места, може и луѓето мислам, ќе направите канализација Грозде, друго. замолам. Значи, ако имаш, можеш да понесеш како барање тоа до комуналното, Не, за сега да јас го прашам директор. Значи повеќе се Да. да и прашам, он може нема да и запамни или Па најпаметно да ги пишеш барање како барање, поднеси комуналното предпријатие, ќе не одговоре директор. во досегашните 2 случаја, значи постапката е преку општината секогаш е било, дури договорот првично кој се случи, се склучи помеѓу општината и местната заедница од тоа населено место. Таков договор имаше со Кучичино најпрво, после со Спанчево. После тоа општината го предаде тај водовод на управување на јавното предпријатие.
ние секако би требало да бидеме Не, лично учествувам вклучени, с Панчево во меѓутоа тоа. сами да бидеме иницијатор и носител на постапката за преземање на водоводи, не може да се очекува и реално тоа не. Значи треба сите заеднички чинители да бидат вклучени, совет, општина, јавно и местни заедници. Благодарам. Благодарам. Дали има друг прашање? Повеле Вранко. Благодарам, председателя. Значи, околу водоснабдувањето даваше директор едно излагање. Како прва точка, реконструкција на дел од главниот цевовод во Кучичиново. Значи, сум задолжен да прашам баш околу оваа работа. На што се однесува реконструкцијата на цевоводот? Дали пошто при преземањето, мислам дека и вие бевте директор, тој негде 2009-2010 година, мислам дека у договорот кога се преземаше водоводот село Кучино, постоеше еден член, иако го тражив договорот да ми го дадат, не ми го даде тој период, дека постои еден член смена, при преземањето смена на азбестните цевки. Дали ово се однесува на азбестните цевки овој цевовод или нешто друго? Тоа ми е прашањето. Не, ово се однесува на главниот цевовод кој ја носи водата од бушотината, од пумпата, што е доле во нискиот дел, во резерварот горе. Последните година-две има веќе максимално амортизиран тај цевовод, има низа дефекти кои се случуваат и истите тражат скапи поправки и прво и основно што мора да се направи тука е да се една делница, барем онаа која е најниска, која трпе најмногу притисок, да биде заменета со полиетиленско црево. Тоа е во должина некаде сметаме околу 200 метри, кај што може да се работи. Инаку останатиот дел на цевоводот минува низ засејани површини, низ ниви, кај што не секој дел од годината може да се извршуваат работи и тоа би било, меѓутоа најинтервентно и најпотребно што сега мора да направиме е првично на тој дел кај што се најчесто случуваат дефекти. Тоа е 125 цевоводна цементно-азбестна салонитни цевки и се стварно апсолутно дотрајани таму. Мора во најскоро време и наш интерес е да се изврши таа реконструкција. Инаку самата мрежа, дистрибутивната мрежа, исто така се состои во голем дел од тие салонитни цевки, меѓутоа тоа е скапа инвестиција за замена. Реално тај водовод сме цело време изложени на огромни трошоци поради најразлични хаварии кои се случуваат таму и представува сериозен финансиски издаток за предпријатието, така да од наша страна е и самото одржување е голем проблем, а за жал тешко можеме да збориме за инвестициони вложувања. Меѓутоа тие селските води генерално се сите во таа некоја состојба, сите се тие градени пред 50 и повеќе години и е тоа амортизирано со годините и траже на вистина за да се одржува постоечката состојба функционална, траже стварно сериозни издатоци. Тоа беше околу азбестните цевки ми беше, пошто нели при преземањето Инаку имаше... во договорот пишуваше да се заменат водомерите, да се сите мерни места, да се овозможат мерни места на секој корисник. Затоа што таму имаше извадени водомери, имаше нефункционални и тоа беше направено. Општината беше инвеститор на тај проект, беше набавено и по некое време и потопна пумпа, меѓутоа првично санација на резервар, замена на водомери, тоа е во договорот. Иначе сама реконструкција на самата мрежа не постои во договорот и тоа е скапа работа која не би можела така лесно да се веде. Не, тоа сум сигурен дека не постои. Јас сум така информиран и за тоа ве прашувам. И мене се ми луѓе од Кучино погрешно информирани се дека има таква обврска, меѓутоа ако стрикно за договор збореме, нема за реконструкција. Мислам дека може и да го потражам, кај нас го сигурно имаме и да се провери тоа. Тоа ми беше. Да. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор,
програмата за работа на ЕКПД Облаш ја ставам на гласање. Кој е за? 11 за, издржани против нема. Директор, ако сакаш, исклучи го микрофона само, ако сакаш. Преминуваме на третата точка. Отворам претрес по точката. Предлог буџет на општина Тишиново Блешево. Молам, престан. По трета точка, предлог буџет на општина Тишиново Блешево. Збор давам на председател на комисијата да се изнесни после одржаната седница. Почитувам председател, почитувам градоначалник, почитувам колеги советници. Комисијата за финанси и буџет одржа комисија на која расправавме околу качување на бодот на 81 денар. Било законска одлука, предлог на влада дека морало да се гласа и друго што имавме, немам записник, и друго што расправавме. Да, за бодот, да, и ти немам. Може ли аз? Имаш ли критерии? Немам записника, бев на комисија. Па добро, знам дека беше. Значи, разговаравме околу буџетот. Тука е представникот, ќе ни објасни повеќе, за да ќе му дадеме збор. Ајде, представникот нека да објаснува. Завршите. За разлика од предлогот буџет што ви беше даден на претходната седница, имаме зголемување кај приходите и кај расходите за 10.498.358 по препорака на Министерството за финансии за развојните програми. Значи беа ставени за 3 години, меѓутоа сите развојни програми што се под 10 милиона очекуваат се да се извршат во 26-та година и се ставени за истата. Значи немаме наше учество у тие развојни програми и нивната препорака беше да се стават сите во 26-та. Затоа имаме зголемување за истата сума и кај приходите и кај расходите. Подетално дека нешто имаме менето кај приходите и расходите поместување, имаше некои инцидентни технички поместувања, друго нема, значи имавте го и предходната седница. Околу вредноста на бодо, значи не е тоа зголемување за 81,6, него тоа е вредноста на бодо веќе можеби 10 години наназад. Меѓутоа мора да се донесе одлука на совет. Инаку не е зголемување, него си е законската обврска да се донесе одлука на совет. Ако имате некој по-конкретно нешто за околу буџетот да прашате, ќе дискутираме иначе истиот буџет од претходната седница. Благодарам. Кој бара збор? Повели Бранко. Значи, околу буџетот, само сакам да прашам биланс на расходи. Поранешен буџет, капитални расходи 34 милиони, сега е смален на 26. Со овој предлог буџет, така? Тоа е навкупно, змалено е од причина што се исплатени тие утеко на оваа година. Не се исплатени. Добро. Добро. Таа сума е исплатена на изведувачи, затоа се намалени. Добро. Значи, уште едно само.
Исто расходи, тоа се каматни плаќања. Значи, разни трансфери од претходен буџет 1.878, сега се зголемува со предлог буџетот на 3.625. Таму имах некој дилема, гледам баги зголемувањето ми е од претходниот до сегашниот предлог буџет. Тука имаме зголемување, имаме реконструкција на кровна градинка што мора да се исплатат од трансферите. Имаме парк Облешево што исто така треба да се исплате од трансферите. Беа планирани пред тоа други расходни конта, меѓутоа имаме насока дека мора да се планирани кај трансфери. Трансфери. Да. Толку. Фала. Благодарам. Дали некој друг разбор? Бидејќи никој не е разбор, предлог буџетот на општина Тишиново Облешево го ставам во гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Преминуваме на четвртата точка. Предлог одлука за извршување на буџет на општина Тишиново Облешево за 26 година. Отварам претрес по точката. Го молам представникот да се произнесе. Законска обврска имаме одлука за извршување на буџет за 26-та во кој се планирани приходите и расходите, планирани се трансфери, планирани се регреси. Значи законска обврска е да мораме да имаме одлука за извршување на буџет и од прилика тоа е терк што мораме да го потполнеме со наши податоци. Тука нема што да менеме, значи тоа е тоа. Благодарам. Дали некој има прашање? Бидејќи нема, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Преминуваме на шеста точка. Предлог буџетски календар за 26-та година. Отварна. Петата, извинете. Петата точка. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати на државните службеници. Отварам претрес по точката, го молам представникот да се произнесе. Пред малку ја дискутиравме, меѓутоа значи вредноста на бодо е 81,6 денари. Има си пресметка како се пресметуваат платите, значи има си правилник спрема звање, спрема образование и вредноста на бодо е 81,6. Значи вредноста на бодо уназад неколку години, можеби и 10 не се е променил, меѓутоа законска обврска е да имаме одлука помената на совет. Благодарам. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Може уште еднашка за да видам. 9 за. Воздржани? 20. Против? Нема. Преминуваме на шестата точка. Предлог буџетски календар за 26-та година. Отварам претрес. Го молам представникот да се произнесе. Буџетскиот календар за 26-та година ни е даден од Министерството за финансии, чисто колку да бидете и вие информирани кои се законските рокови, законските обврски на нас како вработени во Оделението за финансии и кои треба да ви бидат доставени на вас до совет за да може вие да ги изгласите. Че тоа е законска рамка, само мора да има одлука на совет. Благодарам. Кој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Седма точка. Предлог одлука за благајнички максимум за 26-та година. Отварам претрес по точката. Молам представникот се произнесе. Секоја година имаме одлука за благајнички максимум. Конкретниот случај е 10.000 денара.
Значи во текот на годината излеват инцидентни работи што треба да се платат да се платат по основ на фискална сметка, а не по основ на фактура, например ситни работи 300-500 денара. И секогаш треба да имаме ние средства у благајната. Меѓутоа не сме максимумот да биде повеќе од 10.000, но не значи дека се потрошат сите пари или дека стасат тие пари. Може би да потрошиме 5.000 и пак да извлечеме 5.000, меѓутоа да не надминуваат 10.000 динар. Меѓутоа тоа се обично ситни плаќања, например квака, требало по брза пошта да се исплате, некои такви ситни инцидентни работи за кои не би даделе фактура, него ни дадат фискална сметка. Благодарам. Дали некој бар збор? Бидејќи никој не бар збор, предлогот го ставам гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Преминуваме на 8-та точка. Барање за утврдување на максимум износ на вредноста на бодот за пресметување на плати на давателите на јавни установи, директорите на јавни установи за деца од 26-та година. Отварам претрес по точката. Представник има. Го молам правниците. Значи, барањето ни е доставено од градинката Звездички Чешиново, но во моментот Моника, директорката, не е во можност да дојде. Барањето за утврдување на максимален износ на вредноста на бодот, истото што го разговаравме сега за буџетот. Бодот е исти, 81,6. Кажа и представникот финансии, тоа е неколку години уназад, можда 10, јас сум тука тие 2 години е толку. Таа бод исто се присметува. Дали е школа, дали е градинка, дали е општина. Ама и ово исто мора да помине за да имаме одлука за него. Благодарам. Дали некој бар збор? Бидејќи никој не бар збор, барањето го ставам на гласање. Кој е за? 9 за, 8 за. Воздржани? Тројца. Благодарам. Преминуваме на 9-та точка. Заклучоци против дезинформациите за мигратски кампови и политички манипулации. Отварам претрес по точката. Кој? Добро, можам и јас да дадам образложение во врска со оваа информација, поточно заклучок кој што треба да се произнесе Советот. Пребидејќи во изминатиот период и во нашата општина и во останатиот дел од државата протекува низа на информации во врска со некои несакани појави, односно заклучоци кои што произлегуваат со информацијата за мигратски кампови и останати
неточни информации во врска со ова. Затоа обврска и на нашата општина е да донесеме еден таков заклучок против овие дезинформации, за да се осудат и да не се донесуваат вакви лажни и да се шират вакви лажни информации на теренот на општина Чешиново Облешево. Во самиот материјал кој што го имате добиено е дадено образложение во врска со ова, кое што сега ќе го прочитам овде пред сите вас. Во изминатиот период во јавноста и меѓу граѓаните на општината се пласираат лажни сценарија и политички манипулации поврзани со наводно прифаќање на мигранти и изградба на мигратски кампови. Овие тврдења, кои не се засноват на никакви факти или реални одлуки, предизвикуваат вознемиреност, страв и чувство на несигурност кај дел од населението. Прашања поврзани со безбедноста, јавниот ред, стабилноста и квалитетот на животот имаат директно влијание врз локалните заедници и се од суштинско значење за работата на општинските институции. Затоа Советот на општината има обврска јасно и недвосмислено да реагира кога преку дезинформации и политички конструкции се создава паника кај граѓаните и се нарушува општествениот мир. Со овие заклучоци Советот испраќа јасна порака дека на територијата на општината нема ниту ќе има воспоставување мигратски кампови или трајни форми на сместување на мигранти. Истовремено се става крај на сите шпекулации и лажни сценарија што се користат за дневно политички цели на штета на граѓаните и локалната стабилност. Дополнително, со усвојување на заклучоците се осудува неодговорниот јавен говор и политичките манипулации кои можат да ги нарушат меѓуетничките односи, толеранцијата и соживотот во општината, вредности кои представуваат темел на локалната заедница и морат да бидат заштитени од секоја форма на злоупотреба. Заклучоците представуваат и израз на поддршка на политички насочени кон спречување на нелегалната миграција како јасна определба на општината да стои во заштита на безбедноста, мирниот живот и интересите на своите граѓани. Со ова образложение Советот на општината ја потврдува својата одговорност да реагира навремено, јасно и транспарентно секогаш кога локалната заедница е изложена на дезинформации, страв и политички манипулации. Благодарам. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, заклучокот го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Преминуваме на 10-та точка. Програма за остварување на социјална заштита во општина Чешиново Облешево. Отварам претрес по точката. Го молам представникот да се произнесе. Добар ден на сите. Програмата за остварување на социјална заштита во општина Чешиново Облешево, како и секоја година, и оваа година имаме изготвено програма која е доставена до Министерство за социјална политика, демографија и млади за добивање мислење од нивна страна. Мислењето се уште не е добиено, меѓутоа заради тоа што веќе нели сме на крај на година и треба да почнеме да работиме согласно програмата. Веќе ја приложивме на совет за усвојување од ваша страна, кога ќе го добиеме мислењето, доколку има потреба од корекции, ќе правиме корекции. Социјалната заштита како дејност од јавен интерес се остварува врз основа на Законот за локална самоуправа и општините имаат надлежност да ја спроведуваат социјалната заштита во областа на детската заштита, детски градинки, домови за стари лица, остварување социјална грижа за инвалидни лица, слепи лица, деца без родители и родителска грижа, деца со воспитно-социјални проблеми, деца со посебни потреби, деца со еднородителски деца од улица, лица изложени на социјален ризик, лица засегнати со злоупотреба на дрога и слично. Сите овие се опфатени согласно Законот за социјална заштита. И накратко во воведот на програмата е образложено што всушност представува како јавен интерес социјалната заштита. Накратно во точката 2 е образложена главната цел на програмата и активностите од областа на социјалната заштита во општината, кои се и предложените форми за социјална заштита и категориите на лицата кои што треба да бидат опфатени со оваа програма, кои ќе се најдат во социјален ризик во
исклучително тешки ситуации. Понатаму се во точката 3 конкретните цели се опфатени конкретните цели и активности што општината ги презема во делот на социјалната заштита и во главно тоа се истите активности и мерки од минатата година, само се надополнети со 2 мерки. Унапредува за еднократна парична помош за секое првородено дете во семејства за чии родители се со адреса на живење на територија на општина Чешиново Облешево во висина од 6.000 денари и еднократна парична помош за семејства со запишено прваче во учебната 26-27 година на територијата во општина Чешиново Облешево во вредност од 3.000 денари. Ако има потреба да ги образложувам сите конкретни мерки или веќе ги имате во материјалите погледнато? Има ги во материјалите. Да. Финансиската рамка на програмата 650.000 и за секое барање што ќе биде доставено, секое барање за еднократна финансиска помош се доставува до Советот на општина Чешиново Облешево и истото мора да биде одобрено од ваша страна во делот на еднократна финансиска помош и врз основа на тоа се врши подосна исплата на средствата. За исто така подосна во програмата, значи образложено е и начинот на остварување на социјалната заштита и за секое поединечно барање Советот треба да донесе одлука и во делот за остварување на мерките на социјална заштита образложени се потребната документација што треба да ја достават. Значи потребна документација во прилог на барањето. Понатаму социјалните услуги, помош и нега во домот, образложена е услугата помош и нега во домот која се остварува преку нега центарот во Кочани во соработка со Црвен крст Кочани, каде имаме сертифицирани негователи на територија на општина Чешиново Облешево кои остваруваат услугата помош и нега во домот. Услугата се финансира преку Министерството за социјална политика, демографија и млади. Исто така се предвидени и помош во случај на елементарни непогоди, организирање на хуманитарни акции, финансиска подршка на невладени организации кои реализираат проекти од социјално загрозени семејства, поединци и така натаму. Финансиската рамка рековме 650.000 денара, меѓутоа за секое поединечно барање треба се произнесе Советот, така е предвидено во програмата. Благодарам. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбар, програмата ја ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Благодарам, Весна. Преминуваме на 11 точка. Предлог програма за изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти за 26-та на подрачјето на општина Чешиново Облешево со извештај од извршената анализа на степенот и начинот на спроведување на реализација на урбанистичките планови на територија на општина Чешиново Облешево. Ако може представник и го молам председателот на комисијата да се произнесе. На комисија бевме, меѓутоа немам водено кај мене ништо. Значи, службите. Може. Значи, водеше некој тамо записник, јас не водех ништо. Значи. Тоа ми беше зборот. Не водех ништо со мене. Евиденцијата ја водеше за предлозите и другите прашања, водеше некој од службите. Нема материјал, нема записник. Тоа ми е збор. Ке да ставам. Значи, има предлог програма за изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти за 26-та година подрачјето општина Чешиново Облешево. Ако може да се признатиш. Со таа програма се предвидени изработка на урбанистички планови. Ние сме предвиделе за тие села дека нема изработено.
Со оглед на тоа што само 3 села има урбанистички планови, па сега у 2026 надаме се дека нешто ќе се реализира, барем еден. Тоа мора да биде предвидено во програма. Измени и дополнување има на програмата, на плано прават се на блокови у Чешиново и у Облешево. Тоа уште не е завршено, за тоа уште е предвидено дека постапката ќе трае уште у 2026. Ама чека се само за согласност уште од транспорт и врски и ќе бидат завршени, ама мора да ги предвидиме. Тоа е тоа. Ако имате вие нешто прашање од вас. Благодарам. Дали има прашање? Бидејќи нема, предлог програмата ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. 12 точка. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачје на општина Чешиново Облешево. Отварам претрес од точката, го молам представникот се произнесе. Земјиште, во неја е предвидено некои тековни да се довршат некои изградби на улици, што се сега во моментот прават и се предвидени некои нови, исто водоводи, канализација. Тоа што е предвидено во програмата не значи дека ќе се реализира. Се не можеме ние канализација и водоводи 4 да направиме у текот на една година, ама е предвидено за тоа. И надоместиците се предвидени за комунали, за кој ќе се ваде одобрение за градба, да биде пресметан надоместок. По кои коефициенти? Тоа се коефициенти дадени согласно правилник, значи не од општината. Благодарам. Дали некој бар збор? Бидејќи повели Марче. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, сакам само да видиме дали е уметнато од предлогот што го имавме на комисија, со моето барање што беше од предлог на комисија. Дали е запишено као допуна? Благодарам. Благодарам. Сега тоа ставено ли сега што ќе го гласаме? Да, окей. Добро, дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани по нема. Преминуваме на 13 точка. Предлог програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта, улици на територија општина Чешиново Облешево за 26 година. Отварам претрес по точката. Молам представникот се произнесе. Благодарам. Дали некој бара збор?
Повелено. Благодарам, председателе. Сакам да прашам, Успанчево, мислам улицата е Маршал Тито, имаше за тротоари, изработка на тротоари, докаде е постапката, гледам, уште ништо не е почнано, а таа улицата, мислам 1 мај, тамо е изчистено е за асфалтирање. Значи, 1 мај е подруг, средствата се добиени и ќе се заврши таа улица, таму ќе се реализира. Не е подпишено, фирма не е, имам информација дека тендерот не е завршен, да, и уште не е избрана фирма. А официјално допис немаме, уште ништо е добиено. Па прв Може ли вака градоначалникот да даде објаснување? Да, може. Благодарам, председателе. Почитуван советник, значи прашањето во врска со асфалтирањето на улицата 1 мај во село Спанчево е во фаза на завршување, во завршна фаза. Се работи во моментот на таа улица. Очекуваме во текот на наредната недела, ако дозволат временските услови, да имаме и завршна ситуација со таа улица и да биде целосно завршена. За второто прашање во врска со влезот во село Спанчево, мислам дека улицата е Маршал Тито. Тоа е проект финансиран од Светска банка и самата реализација на проектот зависи од изборот на тендерска постапка и избор на изведувач, што не зависи од општината и општинската администрација, туку се средства финансирани од Светска банка и целосно на нивни товар е изведувањето на тој проект. Во моментот, од информацијата која што имаме добиено како општина е дека во тендерската постапка е поништена за тој проект и немаме конкретни датуми, информации кога би се продолжило со реализација на тој проект. Дали, ако имаш дополнително прашање? Сепак станува збор за други институции надвор од општината и информациите се дека постапката е прекината, дека тендерската постапка е поништена. Дополнително ќе добиеме информации дали ќе се продолжи со распишување на нов тендер за тој проект. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повели Вранко. Благодарам, председателе. Значи, преска на комисија дискутирав за одредена работа, за мене доста интересна. Не беше присутен градоначалникот, како идеја сакам да ја слушне. Значи, преска дадов поприлично образложение, без разлика што се работи за полски пат, меѓутоа мислам дека ќе има огромни ефекти комплетно за сите нас и за општината. Што значи се работи? Се работи за, колку мене луѓето ми искицираа и ми дадоа, тоа е иницијатива од огромен број на луѓе од село Облешево. Значи се работи за тампониран или трасиран пат, прогон и тенка патишка, значи тоа од изглед Теранци, десно, и се спојуваат негде кај Боров мост. За Боров мост ми е малку поодамна имам јас дискутирано уште мандат 2010 година, значи кога веќе е паднат, прво луѓето сега мора да дојдат до нивните ниви, одат преку чифлик и трошковите и времето си го губат таму. За Боров мост ме информираа сега дека пресметката е негде околу 1 милион денари. Мојата идеја е со трасирање на овој еден од овие два пата, кои се спојуваат изработка и на Боров мост, ќе добиеме неколку ефекти. Прво реков дека ќе добиеме со луѓето, ќе си одат до нивните ниви да ги обработуваат по краток пат. И ми се мене роди една идеја, тешките возила, камионите, товарните, кои минат сега по пат Облешево Теранци, тешките возила кои ни урнисаат 3 моста од Теранци до Облешево, главниот мост на река Брегалница и другите два пропратни се веќе хаварисани, а за патот да не зборам, секојдневно, пошто е многу фреквентен пат,
таму многу тешко се одвива сообраќајот и мојата идеја беше да со трасирање на овој пат, а трасирањето и тампонирањето ќе си го прават самите концесионери, што според мене таму нема да имам издатоци, исклучиво може да се работи на обезбедување на средства за Боров мост, да ги пренасочиме тешките товарни возила, да го ослободиме пато Облешово Теранци и со тоа да ги заштитиме колку толку мостовите. Значи, иницијативата од огромен број на луѓе од Облешово, кај мене се роди исто идеја, овие тешки возила да ги пренасочиме на таа страна, за да можеме ваму да се рестеретиме. Како идеја сакам да ја слушни градоначалникот, по негови линии врски горе, влада, министерства, кај да е, според мене, останува само да се обезбедат средства за изработка на тој мост и на оној другиот дел тампонирање и другите трошкови ќе си ги сносат самите концесионери. Како идеја ми е, ја дискутирав на комисија, не само моја идеја, реков, тоа е барање од многу луѓе, жители на село Облешово. Тоа беше јас да го изнесам и ако може да тражиме некое чаре, мислам дека ефектот ќе постигнеме огромен ефект ако се тоа успееме да го сработиме, а тоа е да го сработиме мостот Боров мост. Тоа е. Благодарам. Благодарам. Повели Грнацел. Благодарам, советниче, за излагањето. Се согласувам со се што искажавте до сега, но сепак ова не е ниту нова идеја, нити иновативна идеја. За ова се разговара веќе подолго време назад и е начинато како проблем за граѓаните во општина Чичиново Облешово, особено за населено место Облешово и Теранци. Сепак станува збор за изградба на мост, како што самите и вие кажавте. Не е тоа само тампонирање и оспособување на земјен пат. Морам да истакнам дека ова е проблем кој што ќе се решава фаза по фаза и веќе е започнато со изнаоѓање на соодветно решение за пристап до нивите во полето кој што го зафаќа овој пат. Направен е пристап на под самиот Боров мост кај што треба да биде лоциран. Инаку за изградба на мост ќе биде потребно подолго време и соодветна техничка документација, но приспособувањето на земјениот пат, кој што го спомнавте, до концесионерот кој што работи со искупување на песок од реката, кој што би се искористил на некој начин и за превоз на таа стока, сепак е можно како решение и ќе се во идниот период кој ќе се создадат временски погодни услови за да се работи на земјено уредување на тој пат, ќе се пристапи кон тоа решение. Значи, сакам да потенцирам, одлична е иницијативата, идејата е веќе подолго време присутна и се разговара за неа и се надевам дека во новата 2026 година ќе изнајдеме конкретно решение на тој проблем кој што е присутен на теренот. Благодарам. Благодарам. Дали имате допълнително прашање? Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог програмата ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Преминуваме на 14 точка. Предлог одлука за давање под закуп на дел од недвижна ствар собственост на општина Чичиново Облешово. Отварам претрес по точката и ќе се признесе. Ајде. Знаете, една од вашите надлежности е управување со движните и недвижните ствари собственост на општината. Сега станува збор за давање под закуп на дел недвижна ствар што е собственост на општина Чичиново Облешово во село Спанчево. Советниците од Спанчево најверојатно ќе знаат поубаво да ви дадат објаснување за кое место станува збор. Идејата да се даде под закуп на 10 години. Вие како совет, знаете кои би биле предностите од
тој простор да биде даден под закуп, односно ќе имаме одржување на некој простор. Дај Боже да можеме сите ние тие објекти што се во наша сопственост да можеме да ги дадеме под закуп, да може да се одржува, да има и општината некоја да остваря, значи некоја парична добивка од сето тоа. Советникот Спанчево ќе ви даде подетално објаснување за кој простор станува збор, за да може да се... Таму Спанчево кај салата има 3 објекта. Еден објект има судски спор. Не е за тај објект. Добро, не е тај, значи 30. Другите два има донешено одлука за продажба. Трето, ја мислам 10 години е многу. Четврто, да видиме ни сите населени места, што има објекти за издавање, што рековте и вие, да се зголемат. Првин да видиме ни сите населени места дека има, да формираме комисија за лицитација и после да разгледаме, да донесеме одлуки што ќе направиме во да биде изземено. Пошто нели веќе имаме заинтересирани лица за сето тоа, може вие како совет да предложите на колку години да биде закупувано, ама сето тоа е една поголема постапка што трае. И сега 2-3 години би било многу малку мал временски период, до сега до сега било вие како совет ќе 5, одлучите нели за ама бил. Лицитација во однос на тоа се прави со закон за користење и располагање со стварите во собственост на општината и оде со ствари. Значи не знам сега слушнав некој му обети на низ народот дека ќе има лицитација во понеделник. Не. Прво се донесе одлука на совето, потоа се формира комисија која ќе биде задолжена за сето тоа и сето тоа оде по електронски пат. Ама ние прави немаме формирана комисија. Комисијата се формира во рамките на администрацијата. Имаме тука ние лице кои ги има тие положено испити и сите тие што треба. А што е донесена одлука од советот за продажба? Ова одлука за Не, давање на закуп има за оваа има донесена одлука за продажба. Продажбата за истите. За истите, продажбата не е извршена. Значи има си постапка по која се иде. Затоа што не е тоа извршено, мислам не. Значи, а како е сопрена, како е сопрена одлуката да не се врши продажба? Кој е донесена? Не можам да ви дадам конкретен одговор затоа што Значи, дај да видиме што ќе направиме, има и у другите села сите да видиме и доколку после, нели, донесеме одлука на сите нека биде се издават 5 години. Уште има Ќе одлука. ставиме точката на гласање, да, па сега нели. Ја мислам не е време да се гласа и 10 години, па треба да видиме. Знаете кои се дај Боже, јас па ќе кажам, нашите објекти општината се распаѓаат за жал. Не само простор Спанчево, Чешиново, цела општина имаме објекти кои се распаднали. Дај Боже да имаме заинтересирани лица сите да ги земат, затоа што тоа е Ајде да видиме да распишеме. Благодарам. Може ли нешто? Значи, вака се, 5 години, ја не сум за 5, нешто ако земеш да ќе отвориш ти продавница, фирма, било што, 5 години е мал временски период, кој временски период е за 2-3-5 години, тоа кој ќе го земе за толку се? Само да отвориш фирма. Значи, не зборам за објекти, не знам за кој објект се збори, јас зборам општо. Еве, Цела општина бил. нема поединечни села. Па добро, сега имаме сега конкретно кој објект. Кој има излеза другите во жива материја, не во нешто дека ние другите објекти не се продадени. Ово е прво нешто. Повели,
не е така. Нема. Не, ствара се па. Се. Сева как? Не знам кај е. Не знам кај е. Во како зборам? Не, па не е добро. Може да кажа. Ходи на гласање. Може, не? Пред одлука за давање закуп ја ставам на гласање. Кој е за? Сколку на села? Ај повисоко. Да се исправаме само. 37. Кој е воздржан? 3. Против? 1. Против 3, колку е тоа? Донесена одлука. Ајде продолжиме понатаму. 15 точка. Одлука за именување на членови на комисија за потикнување и унапредување на еднакви можности на мажите и жените на територија општина Тишиново, Облешево. Може не. На претходниот совет имавме оваа програма. Светлана, колешката, беше одговорна. Нема комисија и мораме да формираме комисија. Значи нема век постоечка комисија, треба на нова да се формирам. За комисија. Благодарам. Од колку членови се комисија? Па 5 исто како. Дали од советот или надворешни членови? Внатрешни треба да бидат тук, наши, да. Благодарам. Но.
Благодарам. Бидејќи мандатната комисија нема заседавано, ќе иземеме точката за наредната седница. Преминуваме на 16-та точка. Барање за еднократна парична помош за лекување. Отварам претест по точката кој бара збор. Бидејќи барањето што е поднесено е од која дата е во 39-ти, бидејќи веќе лицето е починато, така да нема да си произнесеме ние за ово барање, можеме да донесеме, не мора ни тоа, неговите родители, ако имат некаква потреба од помош, да си поднесат ново барање. Благодарам.